Пред неполни 2 години, Ѓоше и Благата Финчевски го изгубија 42-годишниот син Борче и ја доживеаа најголемата човечка болка. Ракот беше нивниот судбински непријател, кој им ги сруши сите столбови на животот. Како човек кој го изгубил најмилото, ја прима огромната болка. Со голема болка, со тага во себе, како да го изгубил пола од срцето на некој начин. Значи, болката е огромна. Што мисли во првиот момент и како воопшто останува при себе? Во тие моменти обично не е сам човек, имаш блиски околу тебе, роднини, пријатели, сите ти дават некои утехи, на некој начин совети дека животот треба да продолжи, дека имаш и други деца, внуци. Откако душата се наполнила со горчина, како мисли да продолжи да живее, кој е зракот на надеж и што човек го води понатаму во животот? Вербата во Господ, бидејќи ние сме православни верници, може би не сме достојни толку како верници да се кажуваме, но сепак се трудиме да бидеме верници. Што вели Бог во таков момент? Секојаш Бог е милостив и Бог секојаш помага на луѓето да ти даде мир на душата, спокојство. И ние од нашата религија знаеме дека ние сме пролазни патници на ова земја, оти кога и да е, ќе се отидеме кај Бога. Значи, јас ќе се отидеме и кај Синот. За него, за разлика од други, ова значи повик да се придружи во црквата, да служи во неа. Па во секој случај да. Црквата е таква куќа, да ја речеме Божја, што дава мир, спокојство, бидејќи во црквата е секојаш тихо, мирно, со почит према верници према нас и така. Што почувствува кога дојде во градската црква Свети Никола во Штип? Олеснувањето е во секој случај огромно. Секогаш човек ќе си најде некој мир на душата со овие икони, натре со Исус, со Богородица, така, со сите светци. Дали ова се однесува и на сопругата? Па и сопругата беше иницијатор на некој начин да дојдам јас овде во Свети Никола да служам, бидејќи таа служи во Света Петка, во Кирил и Методи, во Сењикот. Наутро доаѓа прв во црквата. Што прави најпрво? Па најпрво ќе отворам капијата, значи ќе отклучам, ја отклучувам црквата, влегувам во олтарот, значи се поклонувам на престолот кај Исус и таму 24 сата нон-стоп горе кандилцето. Таа е светиот оган што не смее да изгаси. Прво го гледам огинот дали е уште дали гори. Ако е при крај маслото, додадам масло, се поклонувам на престолот, се молам и за починатите, а и за здравите. Како им се обраќа? Комуницираме духовно, не на глас, меѓутоа јас во себе. Кога ги палам кандилцата, ние имаме во црквата 14 кандилца за палење, јас ги палам секое утро и пред секој светец има кандило. Јас кој ќе го палам кандилото, како прво ќе му речем, дај ми здравје, дај ми сила, да можем да ви служам и понатаму, дај мир на починатите. Овде работи се и е полн со елан. Од каде таа сила? Па силата ми дојде од Господ, како на прво место од Исус. Ние сме верници и како што кажав, знаеме дека ние сме како е така пролазни на овој свет. Дали сега знае нешто што другите не знаат? Па да, знам дека болката е огромна и неизлечива, меѓутоа Господ ми дава сила да ја надминам болката. Во моето срце пак да гори некој оген, за да продолжам понатаму, колку ми е дал Господ да живеам и да се молам за синот, да се молам за ќерката, за внуките, за здравје и за цела фамилија. Што мисли за луѓето кои овде доаѓаат постојано? Па и имаме верници што доаѓаат постојано, оддадени се на Бога, се молат,
тие се прави луѓе, христијани, никогаш со никаква навреда, со никаков висок тон да ти се обрати. Се молат и така се тихи, повлечени, со добра мисла, никогаш тие не ти мислат зло. Така да, мислам, верниците се прекрасни. Јас ги многу луѓето ценам. Колку често сега мисли на синот? На синот мислам јас постојано. Синот ми е секојаш со мене и во мене. Значи, јас го чувствувам како да е со мене, заедно, и кога влевам во црквата, и кога одам кај престолот кај Исус, и кај другите светци, и секојаш мислам дека е со мене, а и со мене е. Само со мене е неговиот дух у секој случај, физички не, меѓутоа со духот е со мене. И јас сум со него. А сопругата? Па исто на сличен начин и она, како дома ко си правиме вака муабет, ко комуницираме на таа тема, а ние секојаш околу црквата повише правиме муабет. Кој отец, ние ги викаме поповите отци. Кој отец е на служба, кој ќе прави литургија, кој како направил и така. Ѓоше едва и чека да дојде во црквата. Кога сум слободен, а иначе еден ден сум слободен, еден ден сум во црквата по 12 сата, одвај чекам да се раздени, да дојдам во црквата. Мислам дека во црквата секојаш си го наоѓам духовниот мир. Која е пораката до луѓето со ова искуство? Па мојата порака до сите луѓе е да идат во црквата, да ја помагаме црквата, да се молиме на Исус Христос, на нашиот Бог, бидејќи тој ни е и цар и Бог, да си го најдат мирот во црквата, бидејќи само во црквата се наоѓа мирот. На друго место не ми се верува дека можеш да го најдеш тој духовен мир. И да си ја сакаме црквата, да си ја почитуваме верата.